Диарејата кај Гостиварци помина, но опасноста не е завршена. Во наредните неколку недели епидемиолозите очекуваат пораст на бројките со заболени од жолтица. Доктор Сашо Лумчев апелира, граѓаните кои биле изложени на загадената вода треба во следните 2 месеци да внимаваат на својата здравствена состојба. Ако почувствуваат силен замор, губење апетит, гадење, покачена температура, темна урина, светла столица или пожолтување на кожата и очите, веднаш да се јават кај матичен лекар. Штом се работи за загадена вода, тук имаме и бактерии, и вируси, и паразити, и се што. Така да не треба да застанеме тука во овој дел. Епидемиолошкиот надзор треба да се продолжи и уште поинтензивно. Значи, покрај тоа што ние сега ќе најдеме 3 негативни последователни резултати ќе добиеме од водата, сепак треба да видиме и во другиот дел, бидејќи тие се што се однесува до вирусите малку пософистицирани методи, тие бараат молекуларно докажување, така да ќе треба и на тој дел да се поработи, за да не се направи некој пропуст, да се пушти водата во употреба, па да направиме уште поголема беглед. Лекарите апелираат и понатаму строго да се одржува личната хигиена, особено темелно миење на рацете. Според нив нема место за паника, но има причина за внимателност. Хигиената на рацете, хигиената на подготовките, значи личната хигиена со цел да не тоа се пренесува, бидејќи и бактерискиот дел и вирусниот дел, сите тие се пренесуваат преку нечисти раце. Се пренесува и вирусот и бактериите. Инаку состојбата со градскиот водовод во Гостивар се подобрува. Испитувањата продолжуваат и ќе се чекаат 3 последователни анализи кои ќе покажат дека водата може и да се пие. Состојбата будно се следи секојдневно од секторот од градскиот водовод на град Скопје се земаат примероци за анализи. Исто така во текот на викендот, сабота, недела, понеделник ќе биде вклучен Институтот за јавно здравство заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, така што на дневна основа се земат примероци, но укажувам дека за да се добијат овие бактериолошки резултати потребно да поминат 24, некогаш 48 или 72 часа. Здравствените власти информираат дека епидемиолошката состојба во градот е стабилна. Намален е бројот на луѓе кои побарале лекарска помош. Во текот на вчерашниот ден биле извршени 36 прегледи, што е речиси двојно помалку во споредба со претходниот ден, кога биле регистрирани 73 проверки. Во моментов во Гостиварската болница се лекуваат 4 пациенти. Водата таму и натаму останува само за техничка употреба.